Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат како земјите во Европа се подготвуваат да одговорат на можните нови безбедносни закани пред се од тероризмот и од Русија. Европската унија деновиве излезе со неколку предлози, главно за зголемување на трошоците за војската во земјите членки. Како поинаку кога избраниот американски претседател Доналд Трамп најави дека Соединетите држави нема да плаќаат за одбраната на нивните сојузници. Европската унија обелодени најголемо зголемување на трошоците за одбрана во изминативе 10 години. Повторно за таа цел ќе одат неколку милиарди евра годишно повеќе, пари кои претходно беа кратени од буџетите на земјите членки. Тоа според експертите представуваат своевидна порака до избраниот американски претседател Доналд Трамп дека унијата може сама да си плаќа за својата безбедност. Подпредседателот на Европската комисија Јурки Катаинен, објавувајќи го планот, рече: No single country can afford to invest in security and defense structures as much as needed without significant cuttings in other parts of the budget. Како дел од планот за ревитализација на соработката во одбраната, Европската комисија предложи фонд од 5 милиарди евра за да можат владите да купуваат, например, хеликоптери и авиони по пониски цени. Освен тоа, во заедничкиот буџет на Европската унија и се дозволува на Европската банка за обнова и развој да инвестира во воени истражувања, вклучувајќи за нови дронови и системи за сајбер војување. Сепак во Брисел не кажуваат детали како унијата планира да ги убеди членките да се откажат од сегашниот систем, каде што повеќето од нив спроведуваат сопствени одбранбени проекти, со што се фаворизираат локалните производители. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини изрази уверување дека членките сепак ќе одговорат позитивно. This is exactly one field where the EU added value is clearly seen by member states. Могерини зборуваше пред да учествува на воена вежба во Јужна Белгија, оценувајќи дека тоа е пример за постојаната воена соработка меѓу членките на Европската унија, но ти е неопходно и натамошно развивање на соработката. There is already a level of European cooperation that is making European defense acting better. Претходниот план на Европската комисија во одбраната од 2003 година не успеа да добија довербата кај владите. Британија особено не се согласуваше, наведувајќи дека подлабоката воена интеграција на Унијата би можела да го подкопа НАТО. Сега Франција, Германија и Италија се надеваат дека британската одлука да напушти Унијата ќе отстрани пречката за подлабока соработка. Со заменувањето на Британија всушност се губи еден од најголемите контрибутори во буџетот на Европската унија. Сепак, според некои дипломатски извори, Лондон може да побара да соработува во одбраната и надвор од Унијата, бидејќи на Британија и се неопходни европските капацитети во таа област. Тоа беше прилогот од Прага. Одиме во Скопје. Армијата на Македонија од 2008 година се соочува со намалување на буџетот кој сега е скоро преполовен. Според експертите, со толку малку пари армијата не може добро да се опремува и обучува. Се посочува и на уште еден аспект – губењето самодоверба кај припадниците на армијата. Сепак, евентуалното враќање на задолжителниот воен рок нема да значи и поквалитетно завршување на задачите. Во време кога светот се соочува со глобален тероризам од секаков вид и со европската бегалска криза која трае повеќе од една година, на кој не е имуна ниту Македонија, АРМ се соочува со преполовен буџет. Од 2008 година, кога земјата не ја доби поканата за членство во НАТО, буџетот на армијата и одбраната константно се намалува и сега е некаде околу 1% од бруто домашниот производ. Аналитичарите се категорични дека со таков мал буџет АРМ тешко може да се обучува и опремува и истовремено да ги извршува задачите кои се поставуваат согласно современите безбедносни ризици. Последниот буџет кој колку толку ги задоволуваше потребите беше 2006 година со 2,3% и од тогаш буџетот постојано се намалува и дојдовме во ситуација со 1,1% буџет да не можеме фактички да ги сервисираме сите потреби кои се појавуваат во реализацијата на наменските задачи на армијата на Република Македонија.
вели Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност, кој исто така нагласува дека се неопходни мерки за подобрување на статутот на армијата, подсетувајќи дека минатата година јавноста беше светок дека без армијата државата не може да се справи со мигрантската криза, а општеството исто така без АРМ не можеше да се справи и со елементарните непогоди, како поплавите што ги имавме летото во Скопскиот регион. Благоја Марковски вели дека е потребно сериозно зафаќање со овој проблем и осовременување и опремерување на АРМ, потенцирајќи дека армијата треба да располага со современи безбедносни системи и со средства и опрема за справување со разни кризни ситуации. Има и еден друг аспект кој негативно влијае врз борбената способност на армијата со еден ваков буџет, а тоа е губењето на самодовербата на припадниците на армијата, бидејќи немаат во добра смисла опременост нити во лично вооружување и опрема, а исто така не постои нити некој посериозен систем безбедносен кој е купен во последните години. Во меѓувреме, во некои земји од регионот и Европа, поради разни причини, почна да се размислува и за враќање на редовниот воен рок. Според Марковски, припадниците на АРМ треба да бидат вклучени во разрешувањето на заканите по безбедноста на глобално ниво, но враќањето назад на редовниот воен рок не значи дека ќе добиеме поквалитетно извршување на задачите. Ја следевте темата на неделата на Радио Слободна Европа, која овој пат беше посветена на новите безбедносни закани во светот и буџетите за одбраната во земите членки на Европската Унија и во Македонија. Следете не повторно идниот петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk, како и на Facebook и YouTube. До гледање.